Насмеани и расположени, првите луѓе на ВМРО ДПМН и коалицијата Вреди за прв пат седнаа на иста маса и ги потврдија позициите за соработка и состав на новата македонска влада. Двете опозициски партии ги спремаат куферите за наилинденска, економски развој, евроинтеграција, борба против криминалот и корупцијата, се меѓу постулатите на кои ќе се заснова владината коалиција. Христијан Мицкоски, кој пред почетокот на состанокот даде кратка изјава, кога си одеше од штабот на Вреди, одби да соопшти детали пред камерите, но не го криеше задоволството од постигнатото. Која насока како иден мандатар? Правила нас. Која е правилната насока? Извинете само. Ќе има соопштение, ќе ви биде. Дали разговаравте за останите? Ќе има за кратко соопштение, све ќе има соопштение. Ви благодарам, убав ден дима. Покрај Мицкоски, присутни беа и Александар Николовски, Владо Мисајловски, Тимчо Муцунски, Гордана Кочовска-Димитриевска, како и шефот на кабинет на председателот на ВМРО ДПМН Владимир Неловски. Нивни домакини беа Арбен Таравари, Изет Меджити, Билал Касами и Африм Гаши. Договорени се општите начала на соработка за идната влада која ќе се базира на 3 постулати: евроинтеграција и забрзан економски развој, борба против криминалот и корупцијата и владење на правото. Заклучено е дека двете страни ќе формираат работни групи на кое ниво ќе продолжат разговорите до нивно финализирање. Коалицијата Вреди со оценка дека разговорите оделе во правилна насока. Денеска представници на политичката партија ВМРО ДПМН беа во канцелариите во седиштето на ВЛЕН за да остварат состанок со представници на ВЛЕН, односно лидерите на ВЛЕН. Преговорите одат во позитивна насока, од понеделник ќе се формираат работни групи. Пред состанокот со Вреди, Христијан Мицкоски вчера се сретна со партиите кои се дел од коалицијата Твоја Македонија. Пораката од таму беше дека оствариле успешен и историски резултат на изборите, кој носи одговорност за остварување на ветеното. На парламентарните избори ВМРО ДПМН освои 58 пратенички мандати, а Вреди 13. Вака владеачкото мнозинство би изнесувало 71 пратеник. Сепак Мицкоски има и друга математика. Тој очекува до 28 мај, денот кога треба да се одржи првата конститутивна седница, да консолидира до 61 пратеник, бидејќи поединци од други коалиции испратиле сигнали дека сакаат да се приклонат кон ВМРО ДПМН.